тој лек и 2,5 години во Македонија го немало. А луѓето убедени ни велат, донесете го леков, треба да му го дајме во 2 сатот на Јован. По сите аптеки лутавме пешки по Скопје, успеавме до вечерта да го најдиме риотрилот, окривувајќи се себе си, дека ете не успеавме да го најдеме во 2. И ви кажувам, најдовме во сендвичара, каде што една аптекарка ни рече, луѓе, го нема овој лек 2 години во Македонија, него јас знам еден случај, родителот купил за своето дете погрешна доза и мислам дека тој лек уште е кај него и ќе ви го дадете, ќе ви го проверите. За целото то време, додека имавме надеж дека ќе се заминиме дома, се случи нешто многу страшно. Постепено, например, губеше од функциите, прво во движењето почна, па после говорот, а гласот го имаше. И последно тој со сиот глас ги пееше со глас, со музика, песните од Тоше. Загледан високо, раката горе како на концерт, како да изведува таму со музика од Тоше. Јован нон-стоп беше во некој грчи, се плашеше од нешто, бркаше нешто вака во таванот. Тоа беа страхотни слики. Имаше грчеви со пукање на коските. Јас и сопругот бевме до него и ги слушавме како коските не пукаат. Ние буквално на детево, за да не го свиткат вратчето назад, ноџињата назад, значи да не се свиткат во џеврек. И тогаш една од докторките падна во несвест, кога виде таа ситуација, но таа не знаеше како да реагира. Не се ни доближи до Јован, застана на врата и падна во несвест. Ние се боревме, едве успеавме да земеме количка за да ја слеземе на интензивна. Доктор Марија Котурец, таа нон-стоп ми повторуваше, ова дете не оди, одете дома, крај, вашето дете ќе умре, доколку остане живо, вашето дете ќе биде со големи последици. Стварно беше гледката разочарувачка, ама нашата родителска љубов и вербата во Бога не даваше да поверуваме во тие зборови. И од 14-11 веќе почнавме да бараме контакти некои во странство и успеавме да добиеме за среќа контакт во Словенија со клинички центар. Кога стигнавме во Љубљана, состојбата на Јован драстично се влоши. Почна нападите уште посилни од она што го имаше во Скопје. Штитната жлезда не функционираше. Црниот дроб со покачени ензими, проширен, вените толку суви што скоро и да ги немаше. Кожата му се ронеше како пргут, целата само доприго, целата се ронеше на него, сува. Меѓутоа, секојаш ни вика, ќе се бориме, детето не го оставаме. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Знам. Тато. Тато. Тато? Ами... Вовче ми е најубав. Да мислиш ти. Се беше за ни важно и кон се сериозно пристапува. Докторката дури во една прилика ми кажа дека таа била единствената од конзилијарниот тим која што била против да не примат во Словенија. Затоа што вика, не се чувствував способна дека можам да ви помогнам. Ајде, неќеш со нас да се дружиш? Ајде, ќе имам се. Опа. Кога имаме контакти со Јован, имаме најнормално. Мислете дека детево нема никаков проблем. Освен она што, например, сега не ни изборува друштвото.
Ама се осеќа дека и на одредени моменти има да се устето сака да нешто да каже или кога не може се вознемирува тираш плаче со сукус. Тука сум пред тебе, Буцко. Буцко. Ќе ти кажам ти што ми се... Гушни на тато са рацина. Ајде, штрапни, удри ме. Лесни ме. Исто другото. Ајде, горе, значи, ајде. Чекай, тој каше се. Вато. Не, брадиче море, Буцка? Буцка? Како да сака нешто да рече. Буцка? На тогашни ден денес кој имаме Јован и мислам дека се средно ќе се заврши. Јован ќе стане да се одложи на сите тие. Да, Јован е така прилично хуман човек. Мислам, тие што го познаваат Јован, неблагодарно е ние ко родители с Јован не завес идеален. Мислам, тие што го познаваат Јован, знаат каква личност беше Јован и ќе биде. И мислам дека еден ден ќе се оствари тоа, она негова желба да биде славен, да биде некој кој што ќе може да го освреди на тој начин. Нашиот замор, нашите маки, неговите маки ќе се заборават за момент, а само нека тој стеке крај. Се ќе се заборави.